првиот програмски сервис. Глас што допира до вас. Македонско радио. Радио Скопје. 9 часот и 10 минута. Денешниот разговор што ќе го реализираме е поради зелените идеи кои што ќе се промовираат утре на македонската сцена. Веќе 12 години поред се реализира овие проекти кои се опфатени со зелена социјална економија. Секако многу значаен сегмент. На оваа тема ќе разговараме со Ирина Јаневска, носител на проектот. Ирина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро вам и на сите оние кои што не слушаат и добро ве најдов. Добро кажавте, оние што не слушаат, можеби ќе ги заинтересираме за овој проект, за каков проект станува збор и кои се оние специфики кои треба да бидат застапени. Така, ајде да отиде во етерот, оно што го работиме 9 години ние како Здружение Арно, го продолжуваме и оваа година. Станува збор за иницијатива која што се нарекува Зелени идеи. Так, всушност еден натпревар кој што во својата цел има да поддржи развој на мали, локални зелени бизнис идеи. И освен во Македонија, овој натпревар се одржува и во земјите од Западен Балкан, значи во Албанија, Косово, Црна Босна, Херцеговина, Србија и во Грција. Сега, оно што е интересно е дека ние веќе 9 години го организираме, 9 години веќе преку вашиот медиум го промовираме помеѓу граѓаните. Целата интенција е да оние мали правни субјекти кои што сакаат да се зазеленат, значи може да аплицираат подобни за апликација се и малите бизнеси и сите оние други кои што размислуваат за некаква зелена бизнес идеја без разлика дали во форма на здружение, индивидуалец занаидчија, индивидуалец земјоделец, кооператива или преку, не знам, еве сега нова форма на социјални предпријатија. Сите кои што размислуваат за ваква бизнес идеја можат да аплицираат на надпреварот. Се аплицира во две категории. Една е за оние кои што веќе имаат пласирано идејата на пазар, значи се во никаква поодмината фаза, и за оние кои што само размислуваат, немаат спочнато со никакви активности, тие можат да аплицираат во категоријата на ембрионски идеи или концепти. До сега колку имате пријавено? На приварот за годинава еве ексклузивно го најавуваме денес, од тоа што од утре ќе можат граѓаните да аплицираат. Така да сме на самиот почеток, јас се надевам дека ќе се вклучиме уште неколку пати кога ќе имаме и бројка колку апликации се во тек. Секоја година инаку да информираме јавност, аплицираат во просек по 30 на идеи. И зашто ние апелираме да аплицираат што е можно повеќе за жирито да избере поквалитетни идеи, ние правиме една пред листа и самото жири со своите поени одлучува кој ќе дојде на финалето. Финалето е во Скопје, во завршната фаза на националниот надпревар. 10 идеи кои што ги станеме презентираат од жирито и на самиот настан се одлучува кои ќе бидат тројца победници. Значи секоја од земјите номинира по тројца победници кои што понатаму идат на регионалното надпреварување. Веќе имате богато искуство во однос на добивање на грантови и поддршка и добивање на надпреварите. Колку од овие идеи кои што се промовираат се застапени на пазарот? Така, прво да се пофалиме дека и благодарение на се оно што го работиме долги години наназад, вклучително тука и медиумската поддршка, Македонија има регионални победници секоја година. И тоа е голем успех затоа што ние покажуваме дека нашата земја има и потенцијал, и капацитет, и креативност. И тоа навистина не прави горди. Некои години имаме и по 20 победници, значи македонски зелени идеи кои што се враќаат со награди, кои што понатаму им служат за поддршка за развојот на нивните идеи.
И сега од она колку витски сок станува на пазарот, не можеме да не бидеме искрени, ќе кажеме дека е тешко, затоа што целата економија е тешка, дополнително е многу повеќе предизвик да се работи еколошки, да се немајте пластична амбалажа, да се внимава на транспортот, да се внимава на суровините, на набавката. Во секој аспект од работењето, зелените идеи мораат да имаат едни повисоки начала, што тоа дополнително слика на предприемништво е навистина тешка. Вие гледате, мислам, сите знаеме во какви општества живееме, надрмаат кризи од секаков вид, не само еколошки, воени, конфликти, еве имаме инфлација, навистина е тешко, меѓутоа светските дискусии се движат токму, светските дебати се движат токму во таа насока, дека целото човештво мора да биде свесно дека и преку социјалната и зелена економија ние мора да правиме профит, меѓутоа да правиме добро и за природата и за заедниците, дека се друго навистина ќе биде осудено и капитализмот во форма како што е, навистина ќе не доведе на колена за кратко како човештво. Дали може да споделите доколку имате информација, за сега учествуваат земји од Балканот, дали овој вид на надпревари и давање поддршка на зелени идеи се случува и во Европа? Да, голем тренд е. Мислам, ние трендовите ги носиме однапор, иако имаме примериве на локална традиција, на нешто што живува и е вистинска и приказ на она што е зелена економија, меѓутоа светските трендови доаѓаат кај нас. Во светот има многу стари форми, еве овие кооперативи. Јас благодарение на мојата работа и на честите патувања, студиски посети, сум била изложена на секакви примери, задруги во Италија кои што функционираат, кои што се договараат која ќе биде нивната минимална цена, настапуваат заеднички на пазар, понатаму социјални претпријатија кои што функционираат како градинки, па екоградинки. Навистина, оние мали произведувачи, органски производи, тие се хит на пазарот и сметам дека тоа некако и органски се доаѓа со самото градење на свест и пред се сваќањето и кај купувач, што значи да се поддржи некој мал зелен бизнес, што значи да се оди во супермаркет и да се купи полна кошничка производи кои што дошле од многу далеку, кои што се масовно произведени, навистина ни будат и сомнежи за својот состав. Да, веќе треба да размислуваме, нели, локално, малку и да се подзамислиме што е она што конзумираме секојдневно и да ја зголемуваме свеста по ова прашање. Мислам дека индиректно вие со овој проект токму тоа го правите. Фала за препознавањето. Еве јас ќе ги упатам сите оние кои што се заинтересирани да видат можеби конкретни примери што значи зелен бизнис, да ја погледнат и апликацијата, да посетат веб страната zeleniidei.mk. Таму има неколку табови каде што во кластери нудиме информации. Исто таму се и самите рокови за надпреварот, меѓутоа како што кажав, еве објаснуваме, бидејќи токму тоа и нам не е целта само да организираме надпревари, да се фалиме со победниците, туку да го кренеме и општо свесноста, да кренеме на општо свесноста на граѓаните, што се обновливи, што се необновливи ресурси. И еве како интересен податок, не само кај нас, туку и во светот постои голема контроверзија околу дрвото како обновлив ресурс. Сега јас со рацете ги стикулирам на водници, меѓутоа за да ме разберат слушателите, иронијата е што да, дрвото можеби го садиме и никнува повторно, меѓутоа за да се добие едно дрво треба да се инвестира многу во вода, во одржавање, почвата исто така се исцрпува кога се расте. Па кога ќе не прашаат дали може мебел ние да произведуваме од дрво. Во нашиот надпревар ние имаме малку построги критериуми, велиме да, во ред, знаеме дека дрвото е обновлив ресурс, меѓутоа е тешко обновлив. Кога станува збор за мебел, тој конзумеризам, исто така треба да го лимитираме. Ајде, ако сакате да се занимавате со производство на мебел, поправајте мебел. Земете некое старе парче, дизајнирајте го, вратете му го животот, направете таа форма на апсайклинг, затоа што една страна да постои потреба за мебел, меѓутоа треба да се прашање од кои причини, побуди, нонстop ние сакаме да реновираме и да сме во тренд, а од друга страна каба 100 пати, особено по улиците во Скопје, може да видиме
покрај контењерите имаат цели гарнитури, шифонјери, што се не. Така да, би ги повикала граѓаните дополнително да се запознаат со она што ние го промовираме како начало на надпреварот преку едни вакви примери. Ви благодарам, Ирина, еве медиумска подршка од Македонското радио, Радио Скопје. Ви посакувам успех и секако со добитниците некаде вообичаено во мај, јуни ги имате и со нив да разговараме за конкретните идеи како, што е она што ги мотивирало всушност да бидат дел од овој надпревар. Ви благодарам, ви посакувам успех. Благодарам многу, се слушаме во следна прилика.